Зашо и да сакаме да се обратиме, не сака да не слуша, значи не третира скроз што може најдолно. Значи со раката мафта само вака како губи се. Тука има многу жени што зимаат по 12.500 плата. Значи под минималецот зимаат плата. Овие жени 5 години работат и 5 години зимаат под минималец плата. Работиме секоја сабота, работиме секој празник. И сега, на крај, нема пари за К15, ни кажува. Пријавено е, да, секаде, пријавено е, значи, тука во трудова инспекција, пријавено е во Скопје во Републичка инспекција, кажано им е, значи, дека сабота работиме, дека капијата е заклучена, ги молиме да дојдат на терен, звониме на инспекторите во Скопје, им кажуваме што ни е проблемот, дека работиме заклучени и ги молиме да дојдат, да видат. Значи, имаме кажано, ќе ве чекаме и ќе джипунот, нели, дојдете да видите што и како е. Добро ќе дојдеме и останува на тоа, добро ќе дојдеме. Дали некој пат некој дошол? Не. Значи, кога иде инспекција тука, значи само се влегува во канцеларија, влегува главниот, полник е сињата маслинки, им ги дава насмејани си одат. Тоа е тоа. Сте виделе вие таква ситуација? Сум видела, сите имаме видено тука. Сите имаме видено. Подкупени. Ние си го бараме правото да си добиеме К15. На 28 го повикавме директорот да не се изјасни, да ни каже дали ќе ни даде. Он ни кажа јасно и гласно дека К15 нема пари. Дека ќе ни дал 1000 до 2000 денари. Ние не се согласивме на тоа и кажавме дека ако не ни даде, не продолжуваме со работа. И денеска кога дојдовте? Денеска кога дојдовме, директорот не се појави на работа и ни рекоа да се симнеме доле. Ние рековме не работиме додека не ни дадат пари. Јас му реков и на директорот, еве нека каже и самиот директор. Излегов пред него. Ми се тресе носите, морав да се потпрем да не паднам. Знаете ли вие што значи за жена со основно образование да застане пред директор и да му кажува нешто што свесна е во главата дека тој не сака да го слушне тоа. Ама јас морам да го кажам од мака. И застанав и се потпрев да не паднам. Боже, не бива тој ќе ме тепа мене, тој нема да ме тепа, ама ја од стрес. Застанав и му вака реков на директоре. Директоре, од 1 декември до 15 декември вие сте може да реагирате кај вашите претпоставени, бидејќи тој самиот ни кажа дека и он е работник како нас, и он чека од други. Значи, вие сте морале да реагирате кај вашите претпоставени дека на овие женички треба да им се даде К15. Доколку ви рекле дека нема пари, не изнесе роба. Нема пари. Ја робата не можам да ја пуштам. Овие жени да биде и он за нас и ние за него. Кратичките они да ни куцат, не ни дозволуват ние да влеземе внатре. Не знаеме дали сме куцнати или не. До петокот работиме, а саботите, значи, за него. Гратис. Празник? Празник, делник, се. Јас во фирмата со ковид, му се јавив на директорот и он ми рече па да те одјавам. Ама јас веќе, мене ми беше боледувањето отворено, така да не можеше да ме одјави. Он добро, рече, ајде, не ве одјавувам. Докторката ми рече дека 100% ќе ми биде платено, а он ништо не ме плати.